Почитуван пратеник Талевски, благодарам на прашањето. Петиот пакет на мерки има веќе соодветна дополнителна развојна компонента и затоа е така структуриран, односно е насочен кон закрепнување на економијата и на излез од кризата, предизвикана од пандемијата, со сите економски последици од самата пандемија. Затоа, ваквото структурирање на петиот пакет на мерки ја испраќа пораката дека се спремаме како економија да ги јакнеме своите приходи, да ги јакнеме своите обрти како компании, да го зголемуваме својот извоз, да ги отвараме погоните комплетно и за нови работни места, да ги зголемуваме иновативностите, да ги зголемуваме нашите конкурентности и компетитивности на секаде во светот. Како и сите други економии во светот, така и нашата економија се обидуваше целиот овој период да се прилагоди. И можам да заклучам, на една година од почетокот на пандемијата, дека исклучително исправни мерки донесовме, исклучително исправни одлуки за да се пуштат сериозни пари или да се откаже државата од сериозни приходи, се со цел поддршка на работните места, поддршка на најсиромашните граѓани, најпогодени од кризата, но секако и на компаниите во државата. Затоа, овие последни месеци се веќе евидентни податоците на индустријско производство кое што бележи тенденција на раст. Тенденција на раст покажува и трговската размена во странство. Приходите во буџетот исто така се во пораст. Ако се земе предвид посебно периодот март-април, кога тргнавме минатата година, кога беше и пикот на пандемијата и најголемиот пат на економијата. Секојдневно ги следаме бројките поврзани со приходот од данок на додадена вредност, од данокот на добивка, од персоналниот данок на доход. И еве податок од 24, тоа е завчера, од 1 февруари до 24 февруари, бруто наплатен данок на додадена вредност е 4 милиарди 615 милиони 574 илјади денари, а истиот период од 1 февруари до 24 февруари, лани, кога немаше криза, кризата почна март месец, првите мерки беа 13 март на владата и забранувањата, значи во споредба со тие 24 месеци лани, е 3 милиарди 946 милиона 456 илјади, или е за 17% подобра наплатата на бруто износот на данок на додадена вредност. Данокот на додадена вредност е данок на потрошувачка. Тоа го плаќаат граѓаните, компаниите на секаде, комплетно. Ако го минусираме потот кој што е вратен, иако тоа што ќе го кажам не е конкретна компарација, затоа што бруто основата е комплетната компарација, која што ја кажав, ако одиме на нето наплатен данок на додадена вредност, 174% е поголем за тие 24 дена оваа година, февруари, во споредба со лани. Но зошто не е точен? Заради тоа што повратокот на ДДВ се враќа секој месец. Ке заокружиме месецот, иако овој месец е еден ден помалку, заради престапна година, 28 дена е февруари, на крајот на месецот, сигурен сум, заради тоа што е до 24 март се овие податоци, само по себе покажува колку е стабилна економијата и колку е влезена во раст и во развој. Значи, данок на додадена вредност на бруто основа, 17% повеќе. Данокот на личен доход е 6,5% повеќе од 24 месеци претходната година. 1 милиарда 324 милиони 931 илјада е сега овие 24 дена во февруари, за истите од лани 1 милиарда 243 милиони 902 илјади денари. 6,5% повеќе. Февруари лани немаше криза, овој февруари има криза. И tekako, бројките се присутни, вакцината само што почнала, ние сме меѓународно поврзана земја, секако со странство. Данокот на добивка е 10% во наплата поголем, овие 24 дена, февруари, во споредба со ланските 24 дена. Внимателно ќе следиме и натаму реализацијата на мерките, за кои што ќе сакам да кажам еден значаен дел, заради афирмација и да може да аплицираат колку што може повеќе луѓе, заради тоа што и петиот пакет ќе даде дополнителни резултати. Така е точно и димензиониран самиот пети пакет. Сакам да напоменам
Пред некој ден и агенцијата Стандард и Пурс го потврди кредитниот рейтинг на државата. Секаде паѓаат рейтинзите кредитни по светот. Ретко е некоја земја со стабилен или се бројат буквално на една рака во светот земји што може да направат некој напредок. Но пред се тоа се земји кои што, не знам, доминира фармацевската индустрија или имаат некои си други дополнителни предности или биле со нула или блиско до нулта задолжување претходно или слично. Но она кое што сакам да го знаат граѓаните е дека во овој период е купена фабрика за кабли на готино од турска компанија која што не работеше години и години за 6,5 милиони евра. Одлука ја соопштија Дрекслер и Маер во Куманово за инвестиција со нови 2000 вработувања. Овие денови во Кавадарци нов погон исто Дрекслер и Маер. Кромберт и Шуберт добија една цела нова линија на Мерцедес, кој што ќе значи ангажман на 1600 работници и барат локација, веројатно се пред одлука, за втора фабрика во државата. 9 компании ги преговараме во моментот за како нови странски инвестиции. Еден голем дел се од стратешките партнерства, согласно Законот за стратешки инвестиции, кој што државата ги донесе. Очекуваме втората половина да се вратиме веќе и на нормалните растови. Затоа, пакетот од 4 мерки е поделен на 4 главни столбови. Петиот пакет на мерки е поделен во 4 главни столбови. И тоа е директна финансиска поддршка на компаниите со цел задржување на работните места на граѓаните во секторот туризам, занаетчиство, угостителство, транспорт, индустрија за организација на настани и така натаму. Финансиска поддршка е вториот столб за ликвидност на приватниот сектор со бескаматни кредити за задржување и зголемување на бројот на работници со можност за грантови. Креирање поволно деловно обкружување со системско редефинирање на царинскиот тарифник, намалување на парафискални давачки, даночни улеснувања, даночни ослободувања и слично, и директната поддршка на граѓаните на кои што им се помага. Ке се обидам да ги кажам голем дел од мерките во делот на времето што ми предстои. Првото е последен пат финансиска поддршка за вработените за месец февруари и март 2020 година во износ од 1,9 милиарди денари со опфат на 60.000 работници најмалку месечно. Второто се бескаматни кредити за компании од претходно споменатите дејности преку Развојната банка, 615 милиони денари е целиот проект, 10 милиони евра, кои што треба да акумулират дополнителни средства во него. Во зависност од вкупниот обем на работа и зголемена добивка, компаниите ќе имаат можност да добијат скалесто неповратен дел од кредитот од 30% до 50% од самиот кредит. Значи, неповратен дел од самиот кредит. Секако, другите се по сектори, граѓани, дејности распределени. Финансиска поддршка за 120 радиодифузери во висина од 50 милиони денари, ослободување од надоместокот за мултиплекс фреквенцијата за цела 2021 година, финансиска поддршка за регистрираните занечии за 2021 година, со тоа ќе им биде намален 50% аконтативното плаќање на персоналниот данок на доход, финансиска поддршка за граѓаните преку продолжување на мерката за одложување на плаќањето на данокот на личен доход до 30 јуни, кога очекуваме да имаме излегување од кризата, финансиска поддршка за меѓународните транспортери, и тука правиме еднаквост помеѓу целиот транспорт во патничкиот сообраќај, финансиска поддршка од 3.000 до 10.000 евра за компании кои што имаат пат на приходите во 2020 година за повеќе од 50%, споредено со 2019 година, кредитната гарантна шема во вредност од 5 милиони евра или 307,5 милиони денари, продолжување на грејс периодот за плаќање на врските на корисниците од COVID-2 мерката преку Развојната банка, поддршка на индустријата и операторите за организација на настани за реализација на проекти од исклучително јавен и државен интерес во висина од 61 милион денари. Овде ќе очекуваме ангажмани на едукатори, културни работници, уметници, музичари, но и други професионални области од ивент индустријата. Финансиска поддршка на хотелите што функционираат надворот, туристичките сектори, 64,6 милиони денари оваа мерка. Финансиска поддршка преку основање на фонд за поддршка на извозни компании од дополнителни 10 милиони евра или 615 милиони денари. Поддршка за спортските клубови. Оваа година 33% државата ќе ги откупи ваучерите, кои што ги има се со цел да им помогне брзо да добијат ликвидност, финансиска
со сите клубови, укинување на царинските стапки, да дозавршам само подпредседателя, за 71 суровина, укинување на намалување на царинските стапки за 31 суровина и за месо, усогласување на голем дел на царински тарифи за производи и услуги заради зголемување на конкурентноста, буџетот го кошта дополнително 10 милиони евра, олеснување на 245 компании кои што имат активни договори за инвестирање, големата мерка која што ја дадовме, а тоа е бришење на каматите на сите физички лица кои што имаат долг по стар од 3 месеци со можност за регулација на 12 рати, пренамена на блок дотациите на општините во капитални инвестиции, законот е веќе пуштен во собранието. Секако тоа на кое што вие дадовте фокус тутунарите, многу важна мерка заради тоа што се погодени. 3 години имавме изворедно добар пласман на тутунот, оваа година е тешка, меѓу другото и заради ковидот, еве дополнително 5 милиони евра, 307,5 милиони денари за тутунарите и така натаму и така натаму.